Постојат многу нешта кои имаат оставено траги во историјата на човештвото, но малку од нив се пошироко познати. Такви се Астон Мартин во светот на автомобилите и Джеймс Бонд на големото платно. Соработката меѓу нив датира уште од филмот Голдфингер, каде тајниот агент на незиното височество се воздеше со специјално подготвен DB5. Сега, во моментите додека се снима најновото издание на франшизата за 007, британскиот производител реши да се позанимава токму со овој модел од 60-тите години. Идејата беше да се направи специјална серија која во вистинска смисла на зборот ќе ги долови возбудувањето од возењето со него. За таа цел, легендарниот автомобил на Джеймс Бонд е опремен со серија во наводници функционални додатоци, кои може да се видат во филмот. Така DB5 Goldfinger, освен што има ротирачки регистарски таблички, е снабден и со машинки скроени зад позиционите светла кои го симулираат стрелањето со светлосни ефекти. Зад задните мигавци има систем за изфрлање на маслото на патот, а своето место го најде и уредот кој создава димна завеса зад возилото. Од Астон Мартин задржаа за себе дел од специјалните додатоци, но недвосмислено најавија дека репликата на оригиналниот автомобил на Джеймс Бонд ќе биде опремена и со систем за катапултирање на седиштето на совозачот. Колку навистина ќе биде функционален, ќе дознаат само 25 купувачи кои ќе бидат подготвени да платат по 3 милиони евра. На нивна несреќа, овој автомобил нема да може да се регистрира за секојдневен сообраќај.